работите што ми падна во очи кога читав книгата е неколкократните обиди споровите меѓу Македонија и Бугарија да пробаат да се решат со некакви меѓудржавни договори. И да се решаваат и работи кои не може да бидат предмет на меѓудржавни договори. Мислам дека историски прашања, јазични прашања навистина не може да се решаваат со меѓудржавни договори. Тоа ми делува така прилично, ај во оние времења уште така и така. Денес тоа ми делува онака баш застарено, како да припаѓа на некои времења од крајот на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век. Дали мислите дека воопшто овие прашања може да се решаваат со меѓудржавни спорови, особено во светлина на ние не знаевме кога се работеше преводот на книгата, кога таа излезе од печат, кога ја договаравме промоцијата, не знаевме дека ќе следи онаа фамозна реченица на министерот за надворешни работи на Грција, Венизелос, дека вие всушност имате поголеми проблеми со Бугарија отколку со Грција. Што ми личи вака на тоа па ми делува уште по, би рекол, уште по изветвена тактика на подфрлање оганче кое сега трчајте таму, гасете го вие, а ние ќе си ја тераме нашата грижа. Дали навистина мислите дека со договор меѓу Бугарија и Република Бугарија и Република Македонија може да се решаваат овие спорови? Па секако не мислам. Не мислам, тоа е навистина некаква идеја која што ја гледаме и 70-те години, неколку такви обиди има на Министерството за надворешни работи во Софија. Преку нив, очигледно, Министерството за надворешни работи во Софија сака да ја наметне бугарската интерпретација на историјата. Значи, ќе има таков договор ако признаете дека браќа Миладиновци се бугари. Очигледно, тоа не може да стане на тој начин, не може на таков начин политичарите да ја диктират и историската интерпретација. За жал, тоа секаш беше наново ископано од сегашната влада, според мене, за некакви чисто натрешно политички употреби, макар и се гледа дека за жал тоа има реперкусии врз Република Македонија. Од декември 2012 година видовме што се случи. За прв пат Бугарија и Грција делува заедно. Тоа беше владата на Борисов тогаш. Навистина постои некаков и наивизам во тие наивизам или некаква скрита стратегија во таа идеја за договори преку кои да се решават историски прашања.